Извршната директорка на ДАФ Кристина Атанасова Арсова, представници на стручното жири и организаторот на придружниот настан Интернационален фестивал на музичка публицистика Тошо Филиповски со група волонтери денеска ги најавија содржините од 59-тото издание на драмскиот аматерски фестивал кој се одржува од денеска до 29 мај. Најавувајќи дека по две пандемиски годинава ДАФ ќе може да го следи бројна публика од Кочани и од регионот, Арсова меѓу другото истакна. Ние како организатори се потрудивме да ги надминеме сите предизвици кои што беа пред нас за да може и оваа година фестивалот да се организира. По оваа година беа пријавени 16 представи на конкурсот кој што управата на драмскиот аматерски фестивал го објави, од кои нашиот селектор Благој Веселинов, акторот Благој Веселинов, одбра 12 представи кои што ќе бидат прикажани на овој фестивал. Од нив 3 се меѓународни, исто така имаме и пропратни настани, како концерти, исто така имаме и една пилот проект, а тоа е македонската публицистика. Оваа година фестивалот не започнува од 23 мај, ќе трае се до 29 мај. Ние како организатори се надеваме дека ќе можеме да мотивираме и некои други посетители надвор од нашиот град да го посетат Кочани, бидејќи Кочани има што да понуди, и дека оваа година Кочани ќе живее со сцената, со многу аплаузи, со многу насмевки и со многу радост. Дека представите на ДАФ се квалитетни и привлечни за публиката, најави членот на стручното жири актерот Владимир Тулиев. Очекувам да имаме добри представи и верувам дека аматерите ќе се прикажат во најдобро светло, бидејќи има една изрека, некој попаметен од мене рекол дека аматерите знаат да бидат и подобри од професионалците. Според тоа, за мене сите се победници, но за жал, имаме некои кои што треба да бидат наградени, некои не. Жалам што тие нема да бидат, меѓутоа, таква ни е и работата, меѓутоа, со самото гостување за сиве овие години на овој фестивал, сите се победници за мене. Уникатната иницијатива на Тошо Филиповски Кочани да биде првиот град на Балканот кој организирал изложба на музичка литература, аргументирано ја најави истата, осврнувајќи се на незиното значење. Прво би сакал да кажам неколку зборови за настанот кој што ќе се случи на затварањето на ДАФ. Тоа е обид или пилот проект, како што кажа Кристина, да ја збогатиме културната понуда на градот и да се обидеме да направиме уште еден културен столб со кој што ќе помогнеме малку повеќе за Кочани да го збогати, да добие поинакви културни содржини. Оние малку што ги има и што би требало да се случуваат во овој дом што е зад нас, за жал не се случуваат, па обидите со некои независни иницијативи, верувам дека ќе вродат со плод, особено кога имаме ситуација да може и да се импровизира во такви ситуации, бидејќи поддршката од Центар за култура изостанува. Значи, ова е пилот проект наречен Интернационален фестивал на музичка публицистика, настан кој што не постои на Балканот. Го иницираме сега, благодарение на ДАФ и Општина Кочани, да се обидиме да направиме нешто што во иднина може да донесе еден нов квалитет на културниот живот во градот, што би значило промоции, представување на музички книжевни изданија кои што се рецентни, особено што се однесува до домашната публицистичка продукција, која што во последните пар години е забрефтана, се појавуваат се повеќе такви изданија. Да не зборувам дека на Балканот, во Европа и пошироко такви изданија се нормална работа. До сега некој не се сетил, ние осмисливме некој начин како да ги донесеме, особено македонските публицисти. Извршната директорка Кристина Атанасова Арсови во оваа прилика истакна дека ДАФ и годинава се организира благодарение на Министерството за култура, Општина Кочани и локалната бизнис заедница. На денешната пресконференција беше посочено на одредено недоразбирање на релација Центар за култура Бели Мугри, драмски аматерски фестивал. Меѓутоа Арсова остави за овие проблеми да се разговара по завршување на манифестацијата. Единствено Тошо Филиповски истакна дека градот Кочани не смее да си допушти заради одредени лични хирови да се доведе во прашање судбината на единствената манифестација од национален карактер, чиј домаќин е долги 60 години.